инспирацијата? Па, главен момент е тоа што сум најмлад уметник во Струмица кој што се експонира, кој што има смелост да се представи пред публиката и сметам дека треба да дадам нешто покреативно и ново. Младоста носи новини. Точно така, интересен е и насловот на самата изложба, дојде во вакуум, од каде? Идејата дали повторно потекнува до на првото или нешто друго беше? Па не, целиот наслов е инспириран од сликите, од афоризмите и фотографиите, всушност од тој склоп. И како што имам напишано во каталогот, идеите всушност се флуиди, кои што немаат собствена форма, туку мерливи се и тежат. Па така моите идеи се трансформираат од афоризам во уметничка слика и во фотографија. А вакуумско е нашето општество и ако го земеме најдлабокиот вакуум, универзумот, таму небесните тела, планетите, звездите, тие се движат по своите гравитациони патеки, но не си пречат едни на други. Во тој стил е тоа што моите слики не се илустрации на база на афоризмот. Тоа е во кратки црти значењето на насловот. Имаше ли одредена доза на страф и неизвестност како сето тоа ќе биде прифатено, бидејќи е малку поинаков и невообичаен концепт за нашите поздрав? Да, секако дека имав одреден доза на нервоза, можам да кажам, но сето тоа исчезна кога сите дела и сите афоризми им ги препрати всушност на моите посебни личности кои што го дадоа својот коментар. Тој мислам дека беше возбудливиот момент кога го чекав коментарот дали ќе бидат прифатени сликите и афоризмите, бидејќи јас сум нова во тој занает. Колку слики, колку фотографии, колку афоризми имаме и колку време се подготвуваше целото? Се подготвуваше за една година, можеби и помалку, а имаме 11 афоризми, уметнички слики и фотографии. Се е во знакот на 11-ката. Сега, знаеме нели за сликите, односно фотографиите, за уметничките дела, меѓутоа афоризмите се нешто ново. Да, тоа е она што ме мачи пред да заспиам и додека не го запишам на хартија, не ми дозволува да спиам. Па не можам да сликам во секоја доба, така да ќе го запишам на хартија и после тоа се трансформира. Па понуда од страна за сега нема, но ќе дадам се од себе, значи да ја пратам барем до Куманово, Скопје некаде. Да, во други градови, ако има шанса и надвор од неја.